Добро вечер, следува дневникот на Канал Плюс во 20 часот. На почеток кратката најава за дел од денешните настани. Македонија е на 10-то место во светот и на 5-то место во Европа. Во извештајот Doing Business на Светската банка според условите за бизнис во државата. За 9 години 84 места, погоре на листата. Од утре стартува имунизацијата против грип. За Штип, Радовиш и Пробиштип има 1650 вакцини, за Кочанскиот регион 1300. Имунизацијата се препорачува за хронично болните и лицата со нарушен имунитет. Активните владини мерки ја намалуваат невработеноста во Берово. Најмногу се ползува мерката за самовработување, за која во овој циклус има 16 апликации во Беровскиот центар за вработување. Рангирањето на Македонија на 10-то место во светот и 5-то место во Европа во извештајот Doing Business на Светската банка е историски резултат за Македонија, кој произлегува од големата посветеност и труд на владата и представува потик да се продолжи со реформите за создавање поволна бизнис клима, оцени денеска вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски. Обврска на секоја влада е да обезбедува нови работни места и да бележи раст на економијата. Според овие два индикатори, Македонија е на вистинскиот пат и тоа не може да се оспори. Ова го изјави вице-премиерот Владимир Пешевски на пресконференција за рангирањето на Македонија на 10-то место во светот и на 5-то во Европа во однос на водењето бизнис. Рангирањето го изврши Светската банка во последниот извештај Doing Business. Ние во изминатите 7 години имаме зголемување на бруто просечната плата во Македонија за над 70%. Бројот на ново создадени работни места е зголема од 540.000 на 720.000. Тоа се реални показатели. Каква ќе беше состојбата во државата доколку ги немавме овие 160.000 работни места и доколку платите како во претходниот период стоја замрзнати со децении. Ние не сме најбогата држава во светот. Ние не сме најразвиена држава во светот, но се движиме на патека да бидеме една од најнапредните држави во светот. И тоа е нешто што не може никој да го оспори. Пред Македонија во извештајот на Doing Business се Данска, Норвешка, Велика Британија и Шведска. Според овие податоци, Македонија е земја со најдобра бизнис клима на Балканот, но и во регионот на Европа и Централна Азија. Извештајот на Светската банка во глобални рамки се цени како најобјективен показател за актуелните бизнис услови во секоја држава. Оваа институција, Светската банка, која е најреномирана финансиска институција, го прави ова рангирање под објективни и идентични критериуми за 190 држави во светот, без политичка позадина или политичка цел. Тоа го прави овој извештај најобјективен на светско ниво од сите извештаи што се прават од сите финансиски институции. Процедурите за водење бизнис во Македонија се поедноставени, скратено е времето и трошоците, нароците во државата се меѓу најниските во светот. Во споредба со европските земји, во Македонија може 5 пати побрзо да се увезе и извезе стока, беше кажано на пресконференцијата за последното рангирање на Македонија на престижната листа на Светската банка. Членот на ВМРО-ДПМН Илија Димовски денес беше на терен во Македонска Каменица. Тој оствари средба со голем број на граѓани од овој град со кој разговараше за актуелната политичка состојба во државата и за очекувањата од престојните избори. ВМРО-ДПМН е единствениот гарант за стабилноста и сигурноста на Република Македонија, како и единствениот гарант за економскиот развој на државата и привлекување на голем број странски инвестиции. Македонска Каменица е општина која добро функционира на истокот, изјави Илија Димовски при денешната посета на Македонска Каменица. Еве денеска во Каменица на разговор со граѓаните на Каменица. Расположението е добро помеѓу граѓаните. Очигледно е дека Светската банка и магазинот Forbes, еден од најпознатите магазини, удрија шамар на СДСМ за нивните тврдења за економската состојба во државата. Сега што следува е граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, заедно со турците, со власите, со ромите, со србите, со бошњаците, со албанците, да им удри шамар за антинационалната и непатриотска политика која што ја води Социјалдемократскиот сојуз. Тоа ќе се случи на 11 декември, заради тоа што овој народ бара две работи. Бара стабилност
и бара економски напредок. ВМРО-ДПМН е единствениот гарант за стабилноста и сигурноста и мирот во Република Македонија и ВМРО-ДПМН е единствениот гарант за економскиот развој на државата, за привлекувањето на странски инвестиции, за рестартирање на старите индустријски објекти, за зголемување на бројот на вработени и за зголемување на животниот стандард во Република Македонија. Ние сме задоволни што во Македонска Каменица, иако мала општина, е еден од символите на општини кои што добро функционираат. Економски состојбата е драстично подобрена од она што беше пред повеќе години, иако морам да потенцирам дека има што уште да се направи. Од друга страна, владата инвестира сериозни средства во Источна Македонија, во смисла на реконструкција на патниот правец од Исти Бања до Делчево, кој што очекуваме до средината на следната година да биде реконструиран, но исто така инфраструктурно поврзувањето на целиот исток со главниот град на државата е во многу замашна фаза. Се гради автопатот од Скопје до Штип, се гради експресниот пат од Велес до Штип. Многу наскоро ќе започне изградбата на експресниот пат од Штип кон Кочани и комплетното живење на источниот дел на Република Македонија полека, но сигурно за прв пат после 20 години гледаме дека се менува. Вакцините против сезонски грип граѓаните ќе може да ги примаат од утре, информираат од центрите за јавно здравје. Вакцината штити од 3 типа вируси кои се очекуваат на овие простори. За Штип, Радовиш и Пробиштип Центарот за јавно здравје Штип набави 1650 вакцини против грип. Во центарот во Кочани има 2300 вакцини. Лекарите велат дека најголема потреба од имунизација имаат хронично болни лица и оние со нарушен имунитет. Во Центарот за јавно здравје Штип денес пристигна вакцините против сезонски грип. Граѓаните на истокот веќе од утре ќе може да се вакцинираат за заштита од 3 типа на вируси на грип. Податоците покажуваат дека интересот за имунизација од година во година е се поголем. Предвидените количини од 1100 вакцини за Штип, 150 за Пробиштип и 400 за Радовиш, уште во првите месеци пациентите со поголем ризик ги примаат. Вакцините се од холандско потекло, направени по препораките на Светската здравствена организација, содржат 2 соја на типот А и 1 соја на типот Б. Цената, како претходните години, 400 денари. Се препорачува за сите луѓе по стари од 60-65 години, за сите оние кои се хронично болни, за лица кои имат намален имунитет и за сите оние кои што се здрави, а сакаат да се заштитат од грипот. Сезоната на грипови настапува пред Нова година и трае до доцна пролет. Граѓаните кои ќе примат вакцината за сезонски грип во првите 2 недели треба да внимаваат да не настинат, додека организмот сам се створи имунитет да се избори против вирусот, препорачуваат епидемиолозите. Исто така се препорачува и поголема хигиена, почесто проветрување на просториите и внесување на витамини и течности, за да не дојде до посериозни здравствени проблеми. Од четврток, 27 октомври, стартува редовната имунизација од грип. Вакцините во Центарот за јавно здравје Кочани пристигнаа денеска и годинава се 2300 на број за целиот регион што го покрива Кочанскиот центар за јавно здравје. За Кочани се планирани 800 вакцини, а помалку за останатите помали општини, вели Димитар Димитров, новиот директор на Центарот за јавно здравје Кочани. Доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани, вели дека сите граѓани кои спаѓаат во ризичната група или се хронично болни или оние со кардиоваскуларни болести и сите луѓе кои што во текот на денот остваруваат контакт со голем број луѓе, да се вакцинираат и со тоа да се заштитат од грипот, кој што пак најчесто во најголем број се појавува пред и после Нова година. Цената на вакцината и годинава останува иста, 400 денари, и не е потребно претходно запишување или пријавување во центарот, истакнува доктор Карамфилова.
Денес заседаваше Советот на Виница. Се изгласа ребалансот на општинскиот буџет, каде најголемо намалување има кај даночните приходи и кај приходите од продажба на државно градежно земјиште. Советот на денешната седница ги утврди и местата за истакнување на изборни плакати. Ребаланс на буџетот со кратење на вкупниот буџет за 5,5 милиони денари или за 2,07%, додека основниот буџет се намалува за 7 милиони денари. Најголемо намалување има кај даночните приходи, посебно кај надоместокот за уредување на градежно земјиште, додека кај капиталните приходи најголемо намалување има кај приходите од продажба на неизградено државно земјиште од 10 милиони денари. Со усвојувањето на кварталниот извештај за првите 9 месеци од годината, Советот денес со мнозинска подршка го усвои ребалансот. Вкупните приходи на буџетот на општина Виница за третиот квартал од 2016 се остварени со 67,44% од вкупно планираните, а вкупните расходи се остварени со 64,28%. Во кварталниот извештај вкупните обврски на општината се 42 милиони 545 илјади денари, а преку милион денари се уврските за неисплатениот неколку месечен надомест кон советниците, зашто имаше силни реакции од опозицијата. Заради зголемениот интерес за сместување деца во градинката, детската градинка Гоце Делчев денес покрај извештајот и програмата за работа побара согласност за формирање на нова група за сместување на деца од 1,5 до 2 години, како и согласност за формирање групи со поголем број деца од дозволениот. Инаку во градинките во моментот престојуваат 419 деца во насока на проширување на капацитетите и последната инвестиција на оваа институција со средства од сопствениот буџет. Советниците едногласно ги поддржаа барањата. По барање на фирмата Меларет Дойл, Советот денес донесе предлог одлука за покренување постапка за изготвување на урбанистички план во населено место или поточно во местото викано Панек на регионалниот пат Виница-Берово, кој ќе биде наменет за лесна и незагадувачка индустрија. Овој урбанистички план треба да опфати површина од 5500 метри квадратни, од кои 2400 ќе бидат наменети за градежни парцели. Советот на денешната седница ги утврди и местата за истакнување на изборни плакати: улицата Илинденска над зидот под памучниот склад, улицата Илинденска зидот под регионалниот пат П527 и улицата Ванчо Праке над зидот под киносалата. Во советнички прашања се актуализираше неисплатениот паушал на Советот, како и постапката со докажување на легитимноста во експлоатацијата на топлите води во село Истибања. Општина Македонска Каменица инвестира над 16 милиони денари за изградба на колекторски систем за атмосферска канализација во централното градско подрачје, како и фекална канализација во малскиот дел на Стара Каменица. Нашата општина е една меѓу првите општини во Републиката кои што целосно ќе оддели фекалната канализација со атмосферската канализација. Започнуваме со изградба на еден огромен крак кој што практично ќе води од улица Каменичка преку улица 4 јули, преку улица Осоговска, улицата Александар Македонски, па се до вклучување во речното корито на Каменичка река. Тоа ќе значи дека целата атмосферска вода од централното подрачје на општина Македонска Каменица ќе биде канализирана со сливници преку цевоводи и ќе биде донесена во река Каменичка. Целосната вредност на овој проект кој што покрај изградата на оваа атмосферска канализација опфаќа и изградба на фекална канализација на целиот дел од Стара Каменица, кој што ќе го опфати малскиот дел на Стара Каменица, е приближно 16 милиони денари. Тоа е проценетата вредност. Со крајот на работните активности ќе видиме целосната вредност која што ќе биде изреализирана. Нашата општина предиши пред другите општини по многу проекти. Еве доказ е и овој проект кој што ќе значи дека во централното подрачје веќе нема да имаме проблеми со атмосферските води, ќе се намали ризикот од поплави и еднаш за секогаш ќе биде одделена атмосферската од фекалната канализација, со што ќе створиме предуслови за изградба на пречистителна станица за отпадни води. Активните владени мерки ја намалуваат невработеноста во Берово. Мерка во која во овој регион најмногу се ползува е мерката за самовработување, за која и по третиот циклус има 16 апликации во Беровскиот центар за вработување.
Продолжува да се намалува невработеноста во Берово. Во моментов во базата на евиденција во Центарот за вработување, како активни баратели на работа се пријавени 1262 невработени лица, а вкупната бројка на невработени пријавени е 3622 лица. Ова намалување на невработеноста, истакна раководителката на Центарот за вработување во Берово, се должи на активните мерки за вработување и поволностите што ги нуди владата на Република Македонија. Таа бројка на вработеност се должи меѓу другото и на активните програми и мерки за вработување, на поволностите кои што ги нуди владата на Република Македонија. Меѓу тие активни мерки е програмата за самовработување, за која што програма има доста интерес од невработените лица. Со програмата за самовработување двата циклуса што помина, лицата апликанти веќе се во работен однос, а третиот циклус е во фаза на мечирање на апликантите заедно со советниците, се со цел изработка на квалитетни бизнес планови. Во третиот циклус, како и во претходните два циклуса, имаме апликанти и аплицираат за разновидни дејности, како од дрвно-преработувачка индустрија, фризерски салони, модни ателија и сите други дејности кои што се застапени на нашето подрачје. Заинтересираноста кај невработените лица е задоволителна и кај другите мерки што ги нуди владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување, како и големиот број на обуки и добивање на сертификати. Од неодамна заврши проектот самовработување, огласот за самовработување со кредитни средства, како и кредитирање на правни субјекти. Исто така и по тие огласи имавме доста заинтересирани лица. Во тек е огласот за обука за странски јазици со сертификат БУЛАЦ. Во тек е и обуката за напредни IT вештини, која што обука е наменета за лица со средно и високо образование и услов е тие да бидат првично на евиденција на невработени како активни баратели на работа, и второ услов е да имаат основни познавања од тие компјутерски програми. Во меѓувреме, во тек е и огласот за сертификација за активно познавање на компјутерски вештини, сертификација која што нуди можност за стекнување на меѓународно признат сертификат, кој веќе е дел од Законот за административна селекција за јавни службеници. Нова водоводна линија доби штипската населба Пребек во должина од 500 метри, со што конечно ќе се надминат дефектите и проблемите со водоснабдувањето во оваа штипска населба. Од работната единица за водовод и канализација изјавија дека за наредната година е предвидена реконструкција уште на 2 улици во населбата Пребек. Штипската населба Пребек доби нова водоводна линија во должина од 500 метри. На овој начин се надмина проблемот на жителите на оваа населба, кои имаат чести дефекти и проблеми со водоснабдувањето. Со новата линија исто така ќе се овозможи полесно приклучување и на индустријските капацитети. Месечно имавме 3 до 4 дефекта на оваа улица и имаше течење на вода по улица затоа што самите цевки беа застарени, поставени уште во минатото и не беа функционални. Ние за многу кратко време, за 12 дена, успеавме да смениме 500 метри линија, водоводна линија, во вредност од 30.000 евра, инвестиција на јавното предпријатие САР. Експресно ја заменивме и ги приклучивме сите овде објекти и стамбени згради кои што се наоѓаат од левата страна на улицата. Исто така направивме и прекоп за од десната страна на улицата за приклучок на, бидејќи индустријската зона ќе се шири во овој дел, направивме за да може и овие да бидат приклучени. Со ова ги надминавме веќе дефектите кои што ги имавме, а во иднина граѓаните ќе добијат добра вода за пиење. Работна единица водовод и канализација во рок од 2 недели успеа да реализира реконструкција на нова водоводна линија во вкупна должина од околу 500 метра со профил ФИ 160. Со тоа граѓаните на населба Пребек ќе добијат стабилно водоснабдување, што ќе се возможува чести дефекти што се појавува во оваа населба да бидат останати во минатото. По реконструкцијата на водоводната линија, наредна фаза е асфалтирање на улица Велко Влаховиќ, што би се реализирало во наредните неколку дена.
Заврши поставувањето на асфалтен слој на патот кој ги поврзува штипските населени места Баби и Стар Караорман. Се работи за пат во должина од 1,5 километар, чија обнова заврши денес, а завршено е асфалтирањето на третиот крак од улица Косовска, која води до бунарите на јавното предпријатие ИСАР. Обновата нови патишта ја врши општина Штип во соработка со Агенцијата за државни патишта. Општината одлучи даде иницијатива до Агенцијата за државни патишта да улицата, односно патот кој што е од населбата Баби до населба Караорман да биде реконструиран. Во сусрет не излезе Агенцијата за државни патишта и еве како самите кои што гледате веќе се изведува, односно се обновува дел од асфалтот, односно целиот од населба Баби до населба Караорман. Денес се работеше и во Штипско Ново село. Се уредуваше дворот на детската градинка Росица, каде претходно беа обновени и тоалетите во овој објект. Детската градинка Вера Цирвири Трена во изминатиот период реконструираше дел од клонот Росица во Штипско Ново село. Старата и дотраена канализациона мрежа целосно е заменета со нова, а исто така се реновирани тоалетите. Од денес започнаа градежните активности за санација на заштитната ограда. По барање на граѓаните имаме поправка на оградата, незино бојадисување, кастрање на живата ограда и уредување на дворната површина. Сакам да истакнам добрата комуникација со Општина Штип, со Оделението за образование, бидејќи сите оние барања од граѓаните кои што стигнуваат до Општина Штип, тие ги разгледуваат и доколку се однесува на нашата институција, ги проследуваат до нас и ние ги реализираме. Со организирање на екоакција Оделението за образование при Општина Штип ќе помогне дечињата кои престојуваат во градинките да имаат уредени дворови. Оделението за образование при Општина Штип во таковниот период и во периодот кој што следи заедно со детските градинки ќе изведуваат голем број активности од еколошки карактер, се со цел да се подобри средината, надворешната средина во детските градинки. Штипската градинка Вера Цирвири Трена и понатаму ќе продолжи со активностите за реновирање на своите клонови со цел дечињата да имаат удобни и современи услови за престој. Општина Штип ги објави условите по кои сите учесници во изборите во декември ќе може да добијат простор за истакнување рекламни материјали на јавните површини во Штип. Право на локација за плакати има секоја регистрирана политичка партија, самостојно, коалиции како и група избирачи, односно поднесители на листи, врз основа на одобрение од градоначалникот на Општина Штип. Терминот на одржување на ждребувањето за овие локации во Штип ќе биде објавен, а одобрението за лепење плакати општината ќе го изготви 3 дена по ждребувањето. За добивање одобрение, подносителот на листата е должен да поднесе барање до Општина Штип. Со барањето треба да достави полномошно од овластеното лице за поднесување на барањето, издадено и заверено од подносителот на листата. Местата за истакнување на плакати, одделението ќе ги подели по пат на ждребка, а ждребката ќе се изврши по објавување на утврдените листи на кандидати од страна на надлежната изборна комисија. После 35 години, словенечкиот амбасадор во Македонија беше во посета на Штип. Поводот за неговото доаѓање беше потсетувањето на војничките денови во касарната Јане Сандански, во некогашната југословенска армија. Македонија ја доживува како пријателска земја и од голема важност за Словенија. Амбасадорот на Република Словенија денес беше во емотивна посета на Штип. Главната причина за посетата е враќање и потсетување на војничките денови. После 35 години тој со емоции раскажуваше како било некогаш да се служи војска во времето на Југословенската народна армија. И сад сам први пут у посети. Сега сум прв пат во посета како амбасадор на Словенија. Ова не се само лични спомени од војничките денови. Ова е и во контекст како амбасадор на Словенија, како пријателска држава на Македонија. Контекст, ево, јас сум ту дошao како амбасадор Словенија, пријателска држава Македонија. Милан Јазец исто така истакна дека Македонија како држава исклучително ја цени и за него македонскиот народ е посебно драг. Ми сме две пријателски државе
кои немамо ништо отворено на нашим односима, човек би тешко... Ние сме две пријателски држави и немаме ништо лошо во односите. Денес е тешко да се најдат две држави кои се во добри односи. И сега моето прво доаѓање во Штип, после 35 години, има доста емотивна компонента. Лична, човечка, па и политичка. Како што знаете, Македонија има целосна поддршка од Словенија конкретно за евроатлантските интеграции. Има доста заеднички проекти за патот кон членството во Европската унија и НАТО. За овај пут Македонија према членство Европска унија и НАТО. При посетата амбасадорот се сретна со командантите на тогашната постава, прошета низ касарната Јане Сандански, па дури и во резиденцијата каде некогаш престојувал, а раскажа и дел од искуствата, деновите и дружбата со останатите војници во Штипската касарна. Со низа настани библиотеката Кочо Рацин во Пехчево го одбележува месецот на книгата. За таа цел во наредниот период пред пехчевската читателска публика ќе бидат промовирани неколку дела од актуелни македонски автори. Со надпреварот млади библиотекари и одржување промоции на дела од автори во Подем, во јавната локална библиотека Кочо Рацин во Пехчево, во теќе одбележувањето на месецот на книгата. Како и секоја година, така и ова се потрудивме месец октомври, кој што е месец на книгата, да го одбележиме со дел настани од нашата мала институција. Имавме одржан конкурс за млади библиотекари, кој што ќе се одржи во Велес, како надпревар, меѓутоа општинската регионалната го одржи книгата. Меѓу делата кои ќе бидат промовирани пред пехчевската публика во наредниот период се и оние напишани од раката на познатата македонска пејачка и водителка Сузана Турунџиева. Секој месец сакаме да биде одбележан со некоја промоција, така да како промоции се предвидени да имаме од писателите Милан Таневски, кој што е доста популарен сега и на социјалната мрежа Facebook и младите, исто така Ана Бунтеска која што е во Подем и нашата водителка, дел од естрадата и писателка во моментот Сузана Турунџиева. Сето тоа ќе биде предвидено до крајот на годината, а за следната година понатаму ќе се гледа. Љубителите на пишаниот збор во Пехчево се уште се под импресија на неодамна промовираното дело, монографијата за село Панчарево од авторот Спиридон Митевски. За нас панчаревци, што Стоица Чорбаџиски, панчаревски, паничијачето се вика, кој што го спасува Гоце Делчев при одбицата на студечкото Бехче, да не бил тој, Гоце Боже би ќе загинеше, ние немаме ништо, нити спомен плоча, нити споменик, нити нешто некој сеќавање, значи тоа ни фали. Инаку месецот на книгата традиционално се одбележува секоја година во периодот од 15 октомври до 15 ноември. Најмногу внимание му посветуваат училиштата, каде се одржуваат разни манифестации со цел да се придонесе за популаризација на читањето меѓу самите ученици. И пред вестите од светот уште една информација. Дом на млади Штип се подготвува за забавата Ног на вештирките. По втор пат настанот од забавен карактер наидува на голем интерес кај децата. Втора година поред Домот на младите во Штип ја организира забавата Ноќта на вештирките. Настанот оваа година ќе се одржи на 29 октомври од 19 до 22 часот во просториите на Домот на младите, а на тој настан ќе му претходи работилница, која што работилница ќе биде во 13 часот истиот ден, тоест на 29 во сабота, на кој настан сите оние кои што сакаат да присуствуваат, генерално родители и деца, ќе имаат можност да дојдат во Домот на младите и со претходно подготвени материјали да изработат маски, да изработат интересни работи кои што ќе послужат вечерта да ја украсиме салата. Дента за дневна активност е планирана да биде направена работилница, каде што ќе бидат направени маски, реквизити за вечерта за салата да биде украсена. Дел од маските, значи децата кои што ќе сакат од дента да се маскират, ќе можат таму да на таа работилница да ја завршат таа работа и јас се надевам дека како и лани сите ќе си поменеме уба. Негувателката Елизабет Трейси Мивет Лауфер, која е вработена во 2 дома за стари лица во канадската покрајна Онотарио, е обвинета за убиство на 8 стари лица во период од неколку години.
Ветелауфер вчера се појави пред судот во градот Вудсток при процесот во кој се суди дека со смртоносни дози на лекови убила 7 лица на возраст меѓу 75 и 96 години, јави BBC, не наведувајќи на кој начин починала 8-та жртва. Убиени се 5 жени и 3 мажи кои живееле во домот Керсант Кер во Вудсток и Медоу парк во Лондон во Онотарио. Црногорскиот премиер Мило Ѓукјановиќ повеќе нема да биде премиер на Црна Гора и покрај неодамнешната победа на парламентарните избори, соопшти неговата политичка формација, Демократската партија на социјалистите. Извршниот комитет на партијата по седницата со која председаваше Ѓукјановиќ соопшти дека ќе го номинира неговиот заменик во партијата, Душко Марковиќ, за премиерската функција. На 16 октомври партијата освои 35 од вкупно 81 мандат во парламентот, при што за малку ги победи 4 опозицијски партии кои постигнаа консензус околу една единствена точка со борувањето на Ѓукјановиќ, кој го означија како исклучително корумпиран политичар. Брод кој плови под тајванското знаме со 52 лица на него гори во Тихиот океан, соопшти денеска јапонската крајбрежна стража. Бродот се наоѓа на 510 км источно од префектурата Ивате. Јапонските власти соопштија дека тајванскиот брод се судрил со друг брод, што било причина за пожарот. За сега нема информации за состојбата на другиот брод. На местото на несреќата се испратени бродови на јапонската крајбрежна стража. На светското првенство во карате кој се одржува во Линц, Австрија, каратистот Жарко Арсовски загуби од Анџело Квесик од Хрватска во категоријата над 84 кг. Со овој пораз гаснаа надежите за втор медал за Арсовски на светското првенство. Арсовски загуби со 6-1 од Квесик, кој доминираше во текот на 3 минути. Следно за Арсовски настапот во борби, екипно во петока да очекува подобар резултат. Од останатите македонски каратисти, Пули Ксенија Јовановска, која прва имаше настап на светското сениорско карате првенство во Линц, беше поразена во кати во поединечна конкуренција, при што во првото коло извојува победа, а во второто беше поразена. Јовановска ја победи Ѓорџија Ксену од Грција со 4-1, а со истиот резултат беше поразена од каратистката на Словачка Дорота Блацирова. Повеќе информации на нашиот веб-сайт kanalplus.mk, а ние се гледаме повторно во третиот дневник. Пријатно!